Почитувани гледачи, добро вечер. Од мене Александар Беџиклиски. Вечерва ќе разговараме на една исклучителна, важна и чувствителна тема од општествен карактер. Тема која е далеко од досегашните теми опфатени со спорт, политика, култура или музика. Ќе говориме за пубертетот, за периодот на преобразба од деца во млади луѓе, за односите во семејството, за предизвиците со кои се соочуваат и децата и родителите. За мојот вечерашен гостин со еден збор би можел да кажам дека професионалец со огромно разбирање, емпатија и љубов кон децата и младите, што се чувствува во незината работа, во незиното дело и во незините јавни настапи. Ми представува чест што вечерва со нас во студиото ја имаме доктор Камилија Симеонова. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата, благодарам на убавите зборови. Ќе отвориме една тема која што во самата најава кажав, која што сигурно ќе биде многу интересна за целото наше општество и за нас како родители, а и за децата. Вие сте специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Така е. Што буквално ве мотивираше да се посветите токму на оваа работа со деца и млади, а не со возрастни? Така. Ќе бидам искрена и ќе кажам мојата приказна, бидејќи моето прво, да речам, работно искуство беше на клиниката за детска хирургија, каде што за прв пат имав прилика да работам со млади, односно со дечиња. И бидејќи јас сум трето дете во семејството, немаше никогаш некој што е помал од мене, и страшно многу се залюби во тој тип на работа. И првиот момент кога беа доделени специјализации, односно кога имаше конкурс за запишување на специјализација, кога видов дека има токму оваа специјалност, бев стварно воодушевена и беше нешто со кое што стварно со многу љубов се запишав. Ретко денеска да најдете човек кој што ја си работи својата професија со љубов, нели? И тоа обично ги исполнува луѓето дава. Така. И уште поубави резултати. Така. Ајде вака на почетокот да разјасниме нешто. Што значи пубертетот од психолошки аспект покрај видливите физички промени кои што ги знаеме? Така. И ова е извонредно прашање, бидејќи знаете како пубертетот е низа, каскада на промени кои што се случуваат во она што кажавте во телото на младиот, меѓутоа кое што итекако го засегнува на ментално функционирање. И што тоа значи? Кога би сакале нели да го доближиме тоа до гледачите, делот од мозокот кој што ни е одговорен за емоции, тој се развива многу побрзо од делот на мозокот каде што се предодредува тој прекортекс, значи каде што имаме моментот на сопирачка, каде што ние можеме да ги контролираме емоциите. Всушност имаме силни емоции, а ниска контрола. И тоа е оно со кое што у суштина е тоа што најмногу ги збудува родителите. Зошто? Заради тоа што они одеднаш имаат едно многу зрело однесување на нивното дете и подоцна имаат едно прилично детињасто однесување на нивното дете и они мислат дека детето на некој начин манипулира со нив. Меѓутоа, оно кој што сакам да го упатам на родителите дека децата тоа не го прават свесно, децата тоа не го прават намерно, тоа токму се должи на ние да речам телесни промени, физиолошки промени со кои што се справува адолесцентот. Тоа е многу нормално и природно, би рекле, во тој период. И тоа очекувано, да, и сосем очекувано, така е. Кажете ми колку е пубертетот важен за развојот на една личност како човек, нели воспитувањето си, меѓутоа така. Колку е битен е пубертетот? Да, и знаете како вистина е дека у суштина нели оно можеби како да кажам видлив период на промени е можеби до 5-та година, каде што 80% од мозокот на детето се развива, меѓутоа втората етапа во која што ние одлучуваме дали нашето дете ќе остане дете или ќе стане млад возрасен, е токму пубертетот. И кога зборуваме за сепарација од психијатриски аспект, ние секогаш ја пишуваме првата, каде што ние го пуштаме нашето дете да не биде веќе во симбиоза со нас, да биде нели детенце кој што лази, кој што извршува други активности, а не е постојано со нас. И вториот период на права сепарација, каде што го пуштаме детето да биде со врсниците, да припаѓа на групата во која што всушност има место. Так. И тоа е таа, да речам, промена која што знаете како родителите не секогаш се спремни дека нивното дете повеќе не е дете. Да, често сакаат да им остане детето подолго време дете, нели да? Така, бидејќи знаете како никој од нас не е спремен да го пушти нашето дете. Апсолутно се согласувам со вас. Кажете ми, дали е тоа травматично за родителите, како го доживуваат тоа? Травматично. Можеби не има права смисла, нели поимкаве, што би се рекла, по диагностички критериуми, меѓутоа да, наликува на едно така прилично, да речам, однесување на родителите кои што не им се допаѓа, заради тоа што знаете како до вчера они имале контролата, они одлучувале што ќе се случи. И одеднашка детето на кој што му менјале пелени, сега им кажува не, нема да биде така. Ќе им ја затвори вратата, ќе каже дека не му се допаѓа. И тоа не се, знаете како и во тој момент родителите мацата тоа го доживуваат лично.
ти мене не ме почитуваш, ти мене не ме сакаш, ти да ме сакаш нема се однесуваш вака со мене. Во суштина, детето на 1000 начини пробува да покаже дека е различно, дека е свое, дека може само. И знаете како, тука е оној момент на преобразба кој што ние како родители треба сме прилично внимателни и да го пуштиме детето. Тоа не се однесувања кои што се наменети да не навреди, туку тоа се развојни однесувања, сосема типични и очекувани. И би рекол да се подсетат сите родители Како во времето кога сме били во тој период. Еве кога збориме за тоа време, има ли разлика во времето од аспект на пубертетот некогаш и денес? Многу. Зошто? Многу. И знаете како, ми се чини дека тука најголема поврзаност има тоа што нашите деца растат во два света, во виртуелен и во реален. Ние кога сме биле деца сме растеле во еден свет, а тој бил само реалниот. И знаете како, они треба да се допаднат на две места. Ние сме требале да се допаднеме на едно место. Ние сме требале да припаѓаме на едно место. Они треба на две. И нивните задачи се навистина потешки. И наведом делува дека да, они имаат повеќе ресурси, они имаат вештачка интелигенција, они имаат телефони, технологија. И наведом тоа делува дека они би требало да имаат нели полесен период од нашиот. Меѓутоа, знаете како, дали навистина зрелоста на нашите деца е толкова колку што се они изложени на информации, на се и се што. И на некој начин ми се чини дека колку што нели имаат предности тие како адолесценти, толку имаат и работи кои што натака како ние возрастните баш и не ги забележуваме, а и како се тешки за нив. Дали тука се наметнува проблемот, да речеме, со социјалниот живот нели на новите деца, кога говориме за два паралелни света, нели, еден виртуелен и еден нормален, да. Ама нели тоа е нели период на турбуленции, на предизвици, некогаш разбирањето може да се изедначи со негрижа, некогаш може да се најде баланс, но секако оваа социјалност кај децата се појавува нели токму со тие два паралелни свети. И апсолутно се согласувам со вас дека практично немаат детство како што имавме ние детство. Јас еве од личен пример ќе кажам, значи на најмалото моје дете кој ќе му речам што знам, плочка, што е ластик, што е сервисни игри што сме играле во мало, појма нема, нели, да ни каже. Да, тоа се тие генерацијски разлики. Да, ајде, кажете ми, колку е честа присутноста на аксиозност или депресија кај овие млади луѓе? Обично, нели, кај нас велат постарите луѓе ги фаќа депресија, нели, средна доб и сите тие останати работи. Колку е честа оваа присутност на страво и на аксиозност и депресија кај младите луѓе во периодот кога се адолесценти? Да, ова е нешто кое што е исклучително важно, бидејќи знаете како различни извори ни даваат различни податоци за честотата, односно фреквенцијата на заболувања, ментални заболувања кај децата. Меѓутоа, оно кое што е сигурно така е дека најмалку едно од 5 деца страда од психијатриска болест. Тоа значи дека просек, нели, ако во една паралелка, не знам, има 30 деца, ние имаме најмалку 6 деца кои што страдаат од некаков тип на, дали е тоа анксиозност, дали е депресија, дали е обсесивно-компулсивно расстройство или некој друг тип на расстройство, меѓутоа имаат расстройство. И она кое што обично родителите, знаете како они знаат дека тоа е период на транзиција и мислат дека нели, бидејќи е период на транзиција тоа ќе мине. Меѓутоа, расстройствата во детскиот период, доколку не се третираат, верувајте дека остават страшни последици во адултниот период. Дури има една статистика која што вели дека 75% од расстройствата во адултниот период имаат токму тие луѓе во детството. Така што работите кои што ги интервенираме во раната детска возраст апсолутно не оставаат последици. Доколку ги оставиме така тие симптоми, децата се под сериозен ризик. Така и треба да научиме дека ако си има било каков проблем, многу е подобро да се обрати до стручна помош. Јас велам понекогаш ако нели луѓето почесто си ги посетуваат своите психијатри, на некој начин се мала шега и адвокатите ги помалце работа. Така. Така. Кажете ми, кога говориме на оваа тема, мене многу ме интересира колку е однесувањето, начинот на изразувањето, навиките кои што ги имаат родителите влијаат врз развојот на детето. Ова го говорам дека во последно време со сите овие алтернативни нови медиуми, мрежи, сите таму нивото на комуникација е многу спуштено. Така е. Нема класична контрола на она што може да го прочита, да го чуе, да го види детето. И после тоа се изненадуваат родителите од однесувањето на детето. Колку влијае однесувањето на родителите на
на децата. Јас нели знам како велат во еден период те сака, кога расте, па после те мрази најмногу, после па најмногу те сака и така натаму. Да, и тоа е вистина она што кажавте дека нели баш така тинеџерството така и наликува, баш има осцилации. Меѓутоа во контекст на тоа нели што велите вие колку имаат они контролирани информации, тоа е нешто кое што често ми се случува во клиничката пракса, каде што детето било изложено на некаков тип на содржина, кој што апсолутно не е адекватно за неговата возраст, и после тоа се јавуваат низа на феномени како регресивно однесување, како феномени на страв, на паника, на ноќни кошмари, каде што детето страда, ја надживува ситуацијата која што е видело на да речем на тој медиум. Така што оно кое што топло ги охрабрувам родителите, ако ние сме да речем цел ден на телефон, оно што велите вие, примерот е дека телефонот смее да се користи цел ден. Доколку ние помалку го користиме како ресурс, ние упатуваме на порука дека телефонот не е нешто што е толку значено и толку важно за нашето функционирање. И секако дека ние сме рол модел. И да, тоа се менува во детството, да, од еднашка нели децата прво немаат како идеал. После тоа нели го се прашуваат чека дали тој идеал е на вистина таков каков што е. Па имаат момент каде што они отфрлаат тоа што не им се допаѓа, па прилепуваат тоа што им се допаѓа од нас. Меѓутоа, они не следат. Целиот на живот не следат. И знаете како нема дете кој што не си ги сака најмногу на свет своите родители. Не постои. Но ние како родители некогаш можеме, сакајќи или не сакајќи, да им наметнеме можеби погрешни вредности со своето однесување, За жал. кое што може да биде несвесно и лош пример. Да. За понатаму во животот, затоа често пати знаат нели и родителите да се изненадат од однесувањето на своето дете. Тето онаа бројка што ја кажавте, 1 од 5 е загрижувачка бројка во секој случај, и јас мислам дека нашето општество треба посериозно да се позабави со овој проблем. Знаете, периодов многу дури држави во светот забранија одредени користење мрежи на помлади луѓе, Австралија, мислам, дури 21 година, мислам дека тоа треба и кај нас да се направи, бидејќи Сигурно, бидејќи знаете како ако нешто забрането, вие немате како да стасате до тоа. Ако нешто е дозволено, многу е лесно да се тоа пробие. Токму така, небе и во светот се почесто се појавува еден феномен кој што јас не можам да го сватам стручно, вие го велите феномен на самоповредување кај младите луѓе. Што доведува до оваа појава? Што ги тера младите луѓе да се самоповредат? Како родителите можева да го видат, бидејќи може да има нели не дај Боже и ковни последици? Отворивте една прилично значајна тема и е нешто кое што стварно би сакала да го објаснам зашто се случува и зашто е толку често кај младите. Заради тоа што знаете како, модерното воспитување до некаде ги учи децата дека треба да бидат сакани, почитувани, топли, сето тоа. Меѓутоа просто како тоа gentle parenting, како ние не успеваме на нашето дете да му покажеме дека и негативните емоции се составен дел од животот. Дека не е секогаш толку сјајно како што нели ние го представуваме оној свет на нашите деца. И они растат можеби во една заштитена средина каде што они не се соочуваат со негативните емоции. И првиот момент кога детето ќе се соочи со негативни емоции, нели кога ќе стапи во тој реален свет со врсниците или со школото или со различни коментари нели од соучениците, децата се чувствуваат дека немаат капацитети да го надживеат, дека немаат капацитети како да направат, како да доживеат оваа болка на поинаков начин. И они имаат една потреба да се ослободат од таа болка. И всушност, она кое што најчесто ни кажува, тој момент на самоповредување кој што е исклучително често кај младите, е дека детето сака да живее, тоа не е порив дека детето сака да си го земе животот, меѓутоа сака да си ги регулира емоциите, не знае како. Бидејќи знаете како можеби низ текот на животот преку нас тоа дете ги канализирало негативните емоции и сега оно е сепарирано од нас, припаѓа на врсниците и нема ресурс на трансфер. И тоа е ситуацијата зашто не се самоповредуваат. И всушност како е објаснато тоа нели од медицински аспект, бидејќи центарот за болка и центарот за емоции се наоѓаат непосредно еден до друг. И дразнејќи го едниот центар, се дразни другиот центар. И всушност кога ќе се самоповредиме, на тој начин се ослободуваат простагландини, се ослободуваат медиатори кои што прават еден релизинг, едно отпуштање на телото, и всушност како они се самомедицираат, со начинот кој што се самоповредуваат, се случува физичка болка која што прекинува емоционална болка и они автоматски се чувствуваат успокоено. И она кој што родителите често за жал, како сакајќи да помогнат, прават една поинаква ситуација, ги осудуваат. Како можеш тоа да го правиш? Види колку ти убаво телото. Како можеш да се нанесуваш самата повреди? И сакам да упатам дека тоа не е начинот. Да го прашате вашето дете како се чувствува.
кој бил тригерот, што поттикнало кај него да се однесува така. Децата се прилично искрени ако ние не сме осудувачки кон нив. И многу често мене ми се случува, бидејќи нели јас сум како медиатор меѓу родителите и детето, да знаете како да слушам буквално како преведувач меѓу мајката и детето, бидејќи знаете како едниот ја гледа неговата перспектива, другиот ја гледа својата перспектива и некако како да не може да се видат еден со друг, како да зборуваат на различен јазик. Буквално тоа така изгледа. И затоа им велам често на родителите, прашувајте, не осудувајте, прашувајте. Прашањето е секогаш подобар избор од осуда. Дали тоа значи дека родителите кога треба да му се приближат на детето во вакви ситуации или било кои други ситуации околу неговиот развој, треба на овој начин да бидат отворени кон него, искрени, честни во сето тоа што го зборат, за да може да му помогне да се чувствува баш она што го кажувате вие, сигурно и прифатено. Да, и оно кој што често да речем родителите сакајќи нели да дадат една компарација, да дадат една споредба, грешат во тој процес, бидејќи знаете како често осудуваат. Како можеш да го правиш ти ова сега? Ние на твои години тоа не сме го правеле. И знаете како да, и стварно они не го правеле. Меѓутоа имаме прилична разлика во генерациите. Оно што го кажав и претходно, ние сме имале поинаква задача, ти имаат поинаква задача. И споредувањето на децата не им врши работа. Бидејќи знаете како, ако вие на вашето дете ја уважите болката, ве тргнате по себе, никој да ве уважи вас, да, ова што го чувствуваше навистина тешко. Како можам јас да ти помогнам? Многу подобро звучи него како можеш ова да го направиш? Што ти е сега проблемот? Знаете како, никој не се чувствува комодно тука. А особено што ни се пак ќе кажам заради оној момент на недоразвиен центар за контрола, они се јако сензитивни. И најмала критика кај нив прави на прилично бурна реакција. Така што сакајќи да ги заштитиме нашите деца, знаеме некогаш да направиме белја во тој процес и токму поради тоа ги охрабрувам родителите колку што може да бидат повеќе со разбирање, повеќе со прашања, а помалку со осуда и критика. Но мислите дали се потребни граници за овој проблем кои што ќе бидат онака јасно дефинирани? Дали зошто јас така кажав е нели легитимен одговор на родител кога живее однесувањето, кога не може да го коригира со објаснување и кога се случува, кога се соочува со одредени други проблеми. Потребно ли е, што мислите, граници кои ќе бидат јасно дефинирани за овој проблем, за да знаеме? За се треба граници. И мене кога ме прашате, не постои поидеален воспитен систем од тој каде што има граници и правила. И знаете како многу е лесно еден систем да функционира, кога постојат правила и граници. Детето има предвидлив ден, знае што да очекува, знае што смее, знае што не сме и не пробува на 1000 начини да си го добие тоа кој што под наводници го сака. А во систем каде што нема идеали, каде што нема вредности, каде што нема правила и граници, детето бара се. И родител вели, ова ми го бара, како може ми го бара? Може, заради тоа што нема правила и граници во тој систем. И пубертетот дефинитивно не е најдобриот период за воспоставување на граници и правила, се разбереме. Тоа е таква емоционална бура и секој обид еден да поставиме граници тука би било можеби многу по, како да кажам, отфрлачки од страна на нашето дете. Меѓутоа, доколку сме го пропуштиле тој процес во раното детство, повторно ќе кажам, никогаш не е доцна, меѓутоа мораме да прифатиме дека кога ние ќе поставиме граници и правила во систем каде што немало, ние на нашето дете му зимаме нешто, а не му даваме нешто за возврат. И очекуваме дека тоа дете ќе биде можеби уште повеќе агресивно, уште повеќе бесно кон нас. Меѓутоа, еднашка за секогаш треба тоа дете да ги научи границите и правилата. И во тие моменти кога ќе биде избувливо, ние да не реагираме, боже што правиш сега, како можеш ова да го правиш, да го почекаме детето да се смири и кога ќе се смири да разговараме со него. И на некој начин тоа можеби ќе наликува како тантрум на еден млад возрасен, што нели ние не го очекуваме на таа возраст, меѓутоа врши работа бидејќи децата ќе научат на тој начин дека нели емоционална контрола е нешто кое што мораме да го имаме. Така, не додиме по на старата максима кога ќе ве праша детето дали, едноставно да му кажеш зашто ја така кажав и толку. Да, тоа не врши работа. Тоа не е во ред, нели? Тоа суштина не е ни вредносен систем, тоа е некако можеби инверзија на некаков авторитет, бидејќи знаете како правиот авторитет е достапен. Правиот авторитет не е отфрлачки. Тргнате по себе, вие кога би отфрлиле нешто, кога нешто не знаете и не можете, инаку не би го отфрлиле. Апсолутно се согласувам со вас. Кажете ми, во последно време нешто што за жал нели прифаќаме многу работи од така наречената западна култура, ама и добри и лоши. Во последно време во Македонија е чест булингот во училиштата. Како може системски и семејно да се справиме со овој проблем? Не дека го немало и во наше време, но не бил толку агресивен, не бил толку опасен,
Јас навистина на неколку пати имам неколку видеоклипови гледано кои што онака се Ве вознемирува. страшно вознемирувачки. Што мислите, колку е чест булингот во нашите училишта и дали може системски и семејно да барем се справиме со овој проблем колку што се може? Знаете како јас стално велам дека психоедукација е нешто кое што најмногу ни помага на сите. И она што го кажавте вие, можеби конечно е време да се отвориме кон менталното здравје и да сватиме дека знаете како дека нешто ако не гледаме, не значи дека не постои, дека менталното здравје нели ако не го гледаме како екстремитет, тоа не значи дека не постои, дека го немаме. И телото и умот се една неразделлива целина. И колку и да сакаме да пробаме да ги делиме, тоа е едно. И многу она табу тема да се зборува и знаете како, ми се чини дека немањето на таа едукација и препознавање на булингот, ние го препознаваме, знаете кога детето више ќе има секвели, кога детето веќе е травматизирано и кога веќе детето не функционира. И тогаш родителот се доближува до детето, наставникот се доближува до детето, меѓутоа тогаш е доцна, бидејќи булингот веќе си ја направил својата работа. И булингот личи на посттравматско стрес расстройство, значи тоа доаѓа со слики, со мирис, со вкус, буквално тоа е нешто што не може детето да го игнорира. Значи не може да ги игнорира тие невредливи зборови или таа физичка тортура која што му нанеле врсниците. Така што во однос на како да би помогнале, јас и имав една идеја која што ја предложивме, која што најверојатно ќе реализираме со општина Карпаш, да имаме психоедукација на наставниците во овој процес, да им објасниме, да можат на полесен начин да го препознаат, да речем токсичното однесување на одредени деца, кои што предизвикува секвели нели кај децата кои што навистина не се виновни за тоа. И она кое што нели барем јас додека сум жива ќе го зборувам е дека секогаш ќе објаснувам што е булингот, секогаш ќе зборувам како е. И секој еден стручен во својата област мислам дека е должен јавно, јасно и гласно да зборува. Булингот е вака да го објасниме. Да, знаете како што е булингот? Да, буквално нанесување на штета на сметка ние да добиеме корист, во смисла каква? Нанесување на штета во кој контекст? Сакаме да ја намалиме вашата вредност за да мојата вредност биде поголема. Знаете, буквално како замислите, јас ве газам од озгоре за да ја бидам повисока. Значи тоа е буквално така, кога би го нели визуелно замислиле. И булингот не е само да јас те удрам, тебе те бутнам и ти да паднеш. Обично знаете тоа е многу видливо и тука наставниците прилично брзо реагираат зашто нели ние гледаме како се ученик бута дете на земја. Меѓутоа, кога суптилно на пример детето ќе земе да пише, глуп си сега ти, ништо не знаеш, не пишувај, боле не пишувај. Еден ќе му каже, друг ќе му каже на тоа дете. Знаете како? При вас денеска 5 души да ви кажат дека не ве бива, вие ќе мислите дека не ве бива. Да, и тоа е реалноста. Имаше, за жал, морам да се присетам пред некоја година еден многу непријатен случај, не знам дали се сеќавате во средното училиште Корчагин, кога едно детенце си го одземе животот, баш токму од оваа прилика под постојан булинг што било од други деца, од причини кои што не изгледал нели како другите. Имал постари родители и така натаму, на што го читав. И стварно беше вака загрижувачки тоа што многу сензитивно. И жално. И да, и она кое што навистина не смееме да го игнорираме, дека децата некогаш и немаат стварно капацитети како да се носат со булингот. И такви, да речам, суицидални мисли, идеи и интенции што ги имаат се многу очекувани кога детето постојано живее во еден, како да кажам, во еден црноблак, го демне тој црноблак. И просто не гледа тоа дете светлина. И кога би биле можеби нели ние поотворени, повеќе би разговарале со нашите деца, наставниците би имале нели еден систем кој што би им помогнал. Ми се чини дека би било многу полесно за сите нас. Колку е опасен е булингот за развојот на тоа дете кој ќе порасне? Дали ќе го направи лош човек, оној што врши булинг, говорам, и оној нели кој што е под булинг? Какви личности се развиваат тие луѓе? Знаете како, никогаш не можеш да дадеш нешто што немаш. И во принцип насилниците го даваат тоа што го имаат. А тоа е начинот на кој што ги воспитувале најверојатно нивните родители. Бидејќи знаете како детето првата социјална средина дефинитивно му е семејниот систем. И детето учи тука се. И обично нели насилни се децата со кои што родителите претходно биле насилни со нив. И така се креира, да речеме, еден насилник. Оној кој што најчесто му е правено булинг, односно насилство, на било каква, дали тоа нели емоционално, физичко, неважно, апсолутно има две хипотези. Или ќе се развие во жртва, која што ќе мисли дека е нормално во животот така да се однесуваат со него, или сакајќи да врати, нели ќе се претвори во истиот човек како што бил насилникот. Доколку тоа не се третира. Доколку булингот се третира, односно било каков тип на травматско искуство дека се третира, личноста си продолжува да се функционира со првобитните капацитети.
Така што за тоа велиме колку е важно да се зборува, да се интервенира, заради тоа што последиците кои што ги остава за булингот се апсолутно доживотни ако не биде третиран на време. Така, а колку се отворени еве конкретно граѓаните на Македонија, заедниците кои што живеат во Македонија со овој проблем, познавајќи дека нели сме мултиетничко општество, нели одредени заедници се патриархално воспитани, некој вака некако, некој така, постои ли да различен приод на луѓето за овој проблем во Македонија? Дефинитивно постои и дефинитивно во семејствата каде што се живее со повеќе членови, знаете, имаме повеќе аспекти, имаме повеќе лица кои што живеат во тоа семејство, повеќе различни судови и тука можеби полесно воочува дека нешто се случува. Родителите кои што да речам се сами со своето дете, брз живот, се враќаат доцна од работа, немаат толку капацитети, не го гледаат толку своето дете, многу почесто за жал се случува да ја пропуштат оваа ситуација, бидејќи биле толку многу уморни кога се вратиле од работа, немале време да приметат, а надека како друга во семејството каде што се живее со повеќе членови. Ќе примети бабата, ќе примети дедото, ќе примети вујкото, чичкото, никој ќе примети. А во овие семејства за жал нели може родителот кој ќе се врати веќе детето е заспано и за жал се случуваат големи пропусти. Да, како велат родителите се да воспитуваат, барем во моје време беше така, бабите и дедовците се да галат и да мазат. А тоа дефинитивно, тоа се носи па друга. Точно, таа динамика апсолутно, да. Ние зборуваме нели во контекст на булингот, меѓутоа апсолутно сте во право. Дека нели живејќи во едно, да речам, повеќе генерацијско семејство, носи многу предизвици заради тоа што имаме повеќе различни вредности системи кои што треба ги задоволиме. Детето има сосема различни судови, или она што велите едниот воспитува, другиот гали, и тоа се други да речам за жал нели симптоми кои што може да се јават кога дете, бидејќи знаете како децата пробуваат многу тоа интересно да не задоволат нас, значи нашите потреби да не видат дека ние сме среќни поради нив. И многу интересно бидејќи знаете како бабата има еден став, дедото друг, мајката трет, таткото четврти. И ова дете треба просто на 4 различни начини се однесува за да може 4 различни страни да задоволи. И тоа е прилично терет за младите. Така што и ова семејство носи нели па други ризици. Да, поготово на познатото прашање како беше на времето, кого сакаш повеќе, баба или дедо? Да, или мама или тата. Ајде, кажете ми, во вашата работа, што е подоминантно? Фармаколошката терапија или психолошката подршка преку разговор со детето во пубертет и неговото семејство? Дефинитивно е психолошката и дефинитивно за тоа можеби толку често имам и јавни настапи, за тоа можеби толку сум посветена на оваа тема, заради тоа што сакам да долувам до родителите дека психијатар не значи лудило. Не значи дека вашето дете треба да биде под наводници или како што велат луѓето дека треба да си нели ненормален за да отидеш на психијатар. Напротив, јас и како помагам со помош на психотерапија. И она кое што некогаш во одредени случаи се одлучувам за фармакотерапија е во исклучителни ситуации кога станува збор за ризик на младиот човек, каде што станува ризик нели за таа агресија која што постои дека може да го загрози функционирањето на самото дете и на другите деца околу себе. Така што фармакотерапија дефинитивно ми е она последната карика кога ми се чини дека сите снаги ми се други исцрпени. Меѓутоа со психотерапија е нешто кое што знаете како децата имаат страшен неуропластицитет. Значи мозокот и како им трпи промени. И греото во овој период вие да ги третирате фармаколошки кога со вербални интервенции вие правите промена во тој мозок. Така што тој истото важи за родителите. Ние имаме страшна моќ врз нашите деца. Колку и да не сме свесни во тие моменти. Така и психолошки делува, како велат, ако почнеш на помлади години да користиш одредени нели медикаменти, кога ќе станеш позрасен, кажеш чекај, тука медикаментот ќе ми помогне. Нема на ваков начин. Останува снага, останува буквално снага наместо да нели да е хендикеп, само на некој начин по наводници снага на личноста, точно. Кажете ми, дали нашавте само една тема, дали во македонското општество се уште постои стереотип дека е страмата да се оди на психијатар и каков е вашиот став кон тоа? Има луѓе кои што се стварно многу отворени за разговор со психијатари, дури некогаш знаете како кога ќе дојдат кај вас и кога ќе ви кажат која е потешкотијата, вие очекувате да слушнете уште и уште и уште, а нема. Тоа е тоа. И покажуваат исклучителна свесност. Меѓутоа за жал има и семејства и родители кои што се прилично несвесни за своите деца и доаѓаат во онаа ситуација кога симптомот траел со години и кога детето веќе е буквално дисфункционално и кога очекува дека нели одредена една интервенција од страна на медицинско лице дека ќе направи некаква посериозна промена. И
знаете како многу е подобро да бидете првите родители од некои што можеби ќе додати за нешто што е многу наивно, отколку да бидете родители кои што ќе чекате 3 или 5 години и тогаш ќе се јавите на лекар за симптомот на вашето дете. Така, мислите ли дека постои вака правилен начин за воспитување на едно дете? Јас знам дека се Тоа грешиме. е правилен начин. Да. Негде Јас знам секој дека на се свој начин си грешиме. И гледа. знаете како постои една културолошка многу интересна ситуација која што вели вака. А добар родител е родител кој што не греши. Тоа е абсурд, тоа е илузија, тоа е фантазија, тоа не постои. Значи сите грешиме. Знаете како човечки да се греши. На крајот од денот ние сме луѓе, нели? Не сме семокни. Само еден е безгрешен, како Така Господ, е, нели? точно. Да. И тоа е моментот каде што ние и така треба да бидеме свесни дека родителството не значи добро родителство, безгрешно родителство. Не, добро родителство значи родителство кое што има правила и граници, каде што точно се знае кој е родител, кој е дете. Бидејќи многу често во модерните семејства вие гледате парентификација на детето. Детето мате да има како родител на родителите и он одлучува што ќе се прави во тоа семејство, делегира мок и тоа може да на 4 години да се случи, на 5 години на детето. Значи не станува збор за адолесцент, него многу и порано да го видите тоа во семејствата. И тоа е стално нешто кое што јас апелирам до родителите, погледнете дали вашето дете има интелектуални капацитети за снагата која што му давате, бидејќи знаете како вие му давате толку многу мок на некој кој што се уште нема постигната мозачна контрола. Значи го оптеретувате, тоа не е, а знаете како тоа го прават родителите со една цел да не ги отфрли детето, да ги сака, а усуштина детето секако ќе ги сакаат родителите. Тоа е нешто кое што топло им го кажам на родителите секогаш. И ми се чини дека доброто родителство е оно родителство каде што детето има предвидлив ден. Знае што го чека утре. И знаете колку е лесно, ве замислете, вие знаете што ве чека утре. И тука нема стрес, тука нема паника, тука а во семејства кои што се хаотични, каде што не постои правила и граници, не се знае нели што се случува денес, што се случува утре, децата имаат прилично развиваат еден реактивен нервен систем. Таа амигдала реагира многу поинаку од амигдалата на децата кои што имаат сталожен и смирен живот. И вие ќе видите дека тие деца подоцна се многу раздразливи. И например ќе му кажат дете, па ништо не ти кажав ти колку бурно реагираш. Ама тоа дете има разразлива амигдала, има разразлив нервен систем. Так. Тоа дете живее во хаос. И кога живеете во хаос, вие просто во секој момент очекувате дека тој хаос ќе ви се случи повторно. Го барате хаосот, бидејќи тоа е одлика на вашиот живот. А живот кој што има ред, вие го барате редот. Да, и тој човек кога ќе порасне, нели, ќе има свои работни навики, ќе Да. има односи кон училиштето Така е. и кон Така е. помозрастните и кон ќе биде една воспитана нели личност. Да. Сакала да ве прашам нешто, мене многу интересно ми беше, што денови го следев на медиумите, издадовте водич за родители под наслов Оригами. Овој приречник е составен од практични или примери кои имаат цел да ги насочуваат родителите кон најдобри решенија. Накратко, комплексноста на воспитувањето е едноставно објаснато, нели? Да. И нуди клуч кој што решава промени и предизвици кај еден тинеџер. Кој беше бе мотивот да го направите ова дело, кој е исто прифатено и од самите родители и тинеџери, кој што јас овој го кажувам дека прифатено и од родителите и од тинеџерите по оние реакции кои што ги гледав на вашите јавни настапи. Кои реакции вие најчесто ги добивте прво нели за ова дело кое што го направивте? Што ве натера пред да го договориме на ова прашање да го создадете Оригами? Така, ќе бидам искрена со вас, оно кое што можеби најсилен порив беше, е и моментот што кога работев со, и тоа нели секојдневно со родителите со децата, јас гледам дека родителите многу често реагираат ултра бурно на нивните деца. И обично тука лежи еден адолесцент, тоа е самите тие кога биле млади, кој што не ги разрешил своите фрустрации и кој што ги наметнува на своето дете. Односно, оно кој што ми беше забранувано на мене, јас морам ти го забранам. Иако дел од мојата личност се прашува дали јас требало тебе да ти го забранам. Ама мене ми беше забрането. Да парафразирам народски, она што ја не можев да го направам, сега сине ти ќе видиш. Да, сега ти ќе видиш. Или ти ќе видиш, точно, да. Или корекција или реплика, да, точно, баш така. И знаете како тука има многу неразрешени работи и многу од родителите ми кажа, па ова не е само за тинеџери оваа книга, па не е ова само за тинеџери, дека се што пишува. И во суштина баш опфатив тема, например психодинамски, што значи тоа однесување наше за нашето дете? Што значи однесувањето на нашето дете за него?
како изгледа кога ние го осудуваме, како изгледа кога ние му даруваме поинаков тип на вербализација, во смисла му даваме поинаков одговор, поинакво прашање од тоа што можеме претходно. И буквално им дадов на родителите практични примери каде што може да видат, да препознаат и знаете како некои однесувања кои што за жал не се свесни дека се нели во тој момент погрешни за адолесцентот, за жал се погрешни. И повторно ќе кажам, кога би размислиле за нашата младост, за оно кој што ние сме го поменувале, ќе видите дека лежи многу одговори кои што знаете како не сме биле свесни, а суптилно сме ги пренесувале на нашите деца. Бидејќи знаете како поривот нашата болка, ураното детство, ние ја носиме низ целиот наш живот. И нашиот адолесцент, да знаете, се шета секогаш со нас. Тој живее тука со нас. И секој си го носи детето. Значи секој си го носи еден детето во себе. И знаете дали некој ќе прифати или не, тоа е знак на прашање. Меѓутоа, секој на животот си го носи своето дете со себе. Нормално е тоа? Сосема нормално. Сосема нормално бидејќи најдлабоките емоции, најдлабоките искуства, првите искуства се во детството. И еве, вас може да ве прашам кај бевте лани на одмор да забравите, ама да ве прашам каде бевте на одмор со вашите родители пред не знам колку години, вие ќе знаете. Заради тоа што до детал, точно, заради тоа што знаете како повторно ради тој невропластицитет на децата. Децата имаат страшни капацитети, страшни перформанси. И затоа е многу важно ние тука да сме дарежливи, а не да сме осудувачки, заради тоа што ќе направиме многу за нашите деца. Да, со оглед на тоа дека огромна генерација на луѓе на овие простори по изминативе 3-40 години живеа многу турбулентни времења, турбулентни нели случувања се случува, кој што ова се случува и како нуспојава различни луѓе и различни карактери. Што мислите, дали има потреба државата Република Македонија повеќе да обрне внимание на овој проблем кој што се појавува со младите луѓе? Дали е потребна да речеме една вие лично тргнавте со приказната со оригами, нели? Која што ќе доби јавност. Дали е потребно и државата да помогне во целата таа работа, едукативно, со спотови, со луѓе, со овакви дела како што се прават, кои што, нели, на крајот на криштата, ако имате вие нормални деца со нормален развој во пубертетот, ќе имате здрава нација. Знаеме дека сме талентирана нација ние македонците, јас тоа секогаш го кажувам интелектуално, меѓутоа малку треба можеме нели да поработиме на себе. Што мислите? Знаете како, апсолутно се согласувам со вас дека младите се нашата иднина. И знаете многу интересно дека со раѓањето на еден човечки живот вие имате раѓање на неколку генерации. Вашата ќерка утре ќе биде мајка, ќе биде баба, ќе биде прабаба. Така што знаете како инвестирајќи во вашето дете вие инвестирате во најмалку 3 следни генерации. И кога ќе видите уствари колкава инвестиција вие правите, тоа е огромна инвестиција. И кога би размислувале на ваков начин дека децата не се, бидејќи знаете како многу е интересно тоа што возрастните само ги осудуваат младите, вакви биле, такви биле, онакви биле. Да, супер, да, они се различни од нас. Меѓутоа зошто се различни? Дали сме се прашале некогаш? Нашите родители се враќале во 14 часот од работа и никој повеќе не ги барал. Домашен телефон постоел евентуално ако ги побара некој. Сега нашите родители се постојано под притисок, ги бараат у пола ноќ. И знаете како, буквално како да сега да телефоните не се на жица, ама човекот е на жица. А порано беше обратно, нели телефонот беше точно на жица. И нашите деца растат, повторно ќе кажам, во многу различен вредносен систем и ние како возрасни не треба тоа целно го потенцираме како негативно, туку да најдеме снаги да инвестираме во менталното здравје на младите, со кои што ќе креираме здрави генерации кои што се функционални и така ќе имаме функционално општество. Така, кажете ми, да се вратам пак на оригами, многу интересна приказна, ми вака морам да кажам, каде може да го имаме овој водич? Се продавали негде, се давали негде, го имали негде. Така. Каде? Го има електронски на книга МК, значи тоа може онлайн да се набави од таму, а го има во продавниците на 3, во нивните нели неколку продавници низ градот, каде што нели во Скопје каде што може да ги земат прихачникот. На кого повеќе би го препорачале, на родителите или на децата да го прочитаат? Би да бидам искрена, би го дала на двете категории и кога доаѓаат тие што нели ме познаваат и кои што доаѓаат кај мене на третман, им го давам прерачникот, токму заради тоа бидејќи сметам дека и детето треба да ја види, бидејќи знаете како ја ќе кажам само еден пластичен пример за да може и гледачите ме разберат подобро. Детето не оди на школа. Не оди, не сака да оди. И родителот има следна слика пред себе. Неговото дете станува просјак. А детето не оди во школа и детето има една идеја, дека е мангуп.
И кога детето ќе прочита перспективата на родителот, дека да, мојата мајка за тоа волку ме притиска или мојот татко волку ме притиска, бидејќи они се соживуваат дека ќе станам утре просер, дека ќе немам што да јадам. Апсолутно детето би ја видело неодењето на училиште малце на поинаков начин. А обично што се случува во овие семејства? Детето не ја гледа перспективата на родителот, родителот не ја гледа перспективата на детето. Како можеш вака да не одиш? Зошто не го правиш ова? Кој те прашува дали смееш? Ти можеш да одиш на школа. Не ми кажувај ти на мене да одам на школа. И буквално тоа се тие да речам, нели, бидејќи јас работам со овие семејства и како го знам, го разбирам сето тоа и таа динамика. И ми се чини дека тука од помош на двете страни, затоа не е лошо да, нели, двете страни да го прочитаат прирачникот, бидејќи знаете како, на крајот од денот тоа е за ментално здравје. Тоа е нешто, тоа е ментална храна. Точно, јас би го препорачал искрено да ви кажам и на многу родители во Република Македонија, чии што деца практикуваат одреден спорт, каде што децата ги гледаат како инвестиција, не ги гледаат како деца кои што се радуваат во тој спорт. Јас често пати тоа го гледам, се поставуваат родители како тој мора да биде фудбалер или мора да биде ова. Затоа треба да го прочитаат, би рекол. Да, по секоја цена, бидејќи да сопствените амбиции одат во развојот на детето, а тоа е нешто кое што иде како, нели? Или состојните неуспеси во животот кој што претходно ги имал некој, па нели ќе пробува на таков начин. Кажете ми, тешко ли е се работи со луѓе? Тешка ли е вашата професија? Велат дека секогаш кога се работи со луѓе е тешко да се работи. Овде работите со психиката на луѓето, уште потешка работа. Но дека како би се родила пак, најверојатно пак би изграла истото. Така што немам право да се жалам на тешко или лесно, бидејќи навистина ја сакам професијата. Специфична е, бара сериозна емпатија, бара сериозна, да речам, посветеност, жртва, заради тоа што, знаете, како секоја приказна е различна, секоја доживување на луѓето е различно, не постои еден унифициран вредносен систем по кој што нели ние како терапевти се водиме. Напротив, секој семејство има друга динамика. Знаете, како тоа што би било патологија можеби за вашето семејство, за ова семејство другото не би било ништо страшно. И знаете како тоа се прилагодите на сечи вредносен систем и да, тоа бара енергија, бара посветеност. Меѓутоа, постојано ќе кажам, пак да се родам, пак би го избрала истото. Така, подршка од најблиските имате ли за целата работа што работите? Да. Па можеби тоа е најбитното, човек кога има подршка од најблиските, кога си работи работата која што си ја сака. Јас морам да ви кажам дека прекрасно се чувствува вечерва, научив многу работи кои што многу ме интересираат, иако сум родител многу одамна. Благодарам. Камилија, беше навистина задоволство да бидете гостин вечера во Проверитас. И мене ми беше навистина. Мене ми останува да ви заблагодарам во моје име, во името на целата редакција за оваа прекрасна емисија која што ја направивме вечерва. А вас, почитувани гледачи, топло ви препорачувам да ја следите ова издание на емисијата Проверитас и сите оние рилови кои што ќе ги пуштаме по емисијата. Имате што многу да научите и како родители и како деца. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.